Здраво, ова е подкастот каде се парите, јас сум Горан Теменогов. Инфлација, цена на храната, плати афери, спорни тендери, уште поспорни големи инфраструктурни проекти, милиони евра од буџетот кај непознати мали компании. Ова се бизнис вестите во повеќето медиуми во земјава. За жал нема дебата за она што навистина е потребно на економијата и на државата. Тоа е поголем раст на бруто домашниот производ. Само за информација, за 30 години од 93 до 2022, економијата годишно просечно растела за 1,9 на 100. Лош скор за поголем дел од владите. Но дали може поголем раст? Дали тоа зависи само од способноста на компаниите или државата мора да интервенира, односно политичарите да дадат поголем придонес за да имаме поголем економски раст? На темава разговараме со првиот човек на Стопанската комора, Бранко Азевски. Добре дојдовте. Добре, најдов. Еве, податоците не се баш најсјајни за минатото. Извадив податоци од 93 до 2022, просечно 1,9% раст, три влади, една на СДСМ и една на ВМРО ДПМН и две на СДС имаат малце по-солиден раст. Тоа е владата од 2006, од 2007 и 2008 на ВМРО, кој што има рекорден раст од 6% на бруто домашниот производ, и две на СДСМ од 2003 до 2006, кога растот е 4,1 и сега од 2021 и 2022, кога растот е 3%. Дали сметате дека ова е доволен добар скор за 8 години, односно од 30. 22 години сме имале релативно лош раст на бруто домашниот. Дали ова е добар показател за нашава држава? Јас мислам дека сигурно не се бројките добри, тоа секој ќе го констатира. Меѓутоа треба да се види во какви услови се остварени тие. Ние во овој период преживеавме тешки кризи на светско ниво и на домашно ниво. Ако земе нашиот развој после осамостувањето, 92 година, во првите 3 години имавме ембарго од страна на Грција, имавме санкции Србија, после тоа дојдеа војните на Косово и во Македонија, после тоа започна кризите 2008 финансиската, па дојде здравствената криза, па дојде енергетската криза и така натаму. Практично не знам во кој период не сме биде погодени од големи елементарни тешкоти кои што биде предизвикани од природни непогоди, а дел и од нестабилните состојби на Балкан. Да, но еве имаме и добри показатели, например, еве после кризата, војната криза во 2001 година, релативно брзо се опорави македонската економија. Еве гледаме се опорави и после кризата, ковид кризата во 2021 и 2022 има солиден раст, иако основата падот беше голем, па затоа и растот е малце поголем, значи наредната година основицата е мала, но се добива впечаток дека последниве години, сега не знам дали ова ќе го делите истото мислење, дека се помалку се зборува за економија, се повеќе се зборува она што е дневно. Тоа се плати, пензии, се зборува за некој крај помош што треба да ја добиваат граѓаните, за мерки. Да, тоа е предизвикано од кризата, но од друга страна се помалку се зборува за крупни работи кои што ќе ја придвижат економијата но во наредните 5-10 години, едноставно како да не се поставува во политичкиот живот некоја подалечна цел како да се развива економијата. Дали го делите ова мислење или сепак јас имам погрешен заклучок во што се случува во моментов? Па, мислам дека реалноста е поинаква, дека економијата се повеќе продира на секаде. Затоа што ако земеме пред 20-30 години, ние немавме со економска редакција ни едни медиуми. Денеска имаме специализирани медиуми, специализирани емисии и така натаму. Почнаа сите да сваќаат дека без економијата нема ништо. Почнаа сите да сваќаат дека ако не се подобрат состојбите таму, ќе има сериозни реперкусии кон секого. Почнаа да сваќаат и тоа дека економијата е основниот крвоток на државата, дека ако било што ја запре или ја попречи во низиното работење, ќе има рефлексија врз динамиката на развој на државата. На крајот на краиштата свати дека све е мерливо во пари. Затоа што ако некој ме праша што е разлика меѓу претходниот систем и овој, во една работа во делот на економијата, тоа е мерливост.
Овде све можеш да измериш. Према тоа и да наградиш и да казниш и така натаму. Така да мислам дека тој тренд не може никој да го запре, затоа што ние и времето сега ќе го претвараме во пари, ќе претвараме и условите за работа во пари, ќе претвараме и однесувањето на владата во пари, и каснењето на судовите во постапките, и администрацијата што владе тамо, да речем, пропустите во незиното работење, исто мерливо во пари. Кога ќе се свати тоа дека све е пари, тогаш нема потреба некој да констатира дека треба економијата да биде во преден план. Таа ќе биде. Да, но дали, еве, ние разбираме, следиме, вие сте во бизнис, со бизнис заедницата со децении, ја знаете состојбата, јас следам со децении економија, значи како новинар, ние знаеме што е бизнисот и што се парите и дека се е поврзано, врзани садови, но дали политичарите воопшто разбираат дека се е поврзано со пари и дека недавањето на адекватна услуга од страна на администрацијата некого чини тоа пари, дека судовите ненавремено и неправилно судење и тоа чини пари, она што го спомнавте. Едноставно, и дали ќе ги чини власт, а со тоа и можеби и пари, членовите што се надеваат на вработување од партиите, ако ја изгубат власта, бидејќи не сакаат да соработуваат и да ја слушат бизнис заедницата, и едноставно политичарите дали знаат дека економијата е толку важна и дека се е пари. Што мислите? Тоа е во фази, да речеме, едно е кога биле политичарите, а буџетот бил 300 милиони марки или евра, треба да се види. Друго е кога бил буџетот 3 милиарди, трето е кога сега приближува кон 6 милиарди. Затоа што овие процеси за да бидат во интерес на бизнисот и развојот на државата, требало да се преземат активности во таа прва фаза. Значи, тие политички гарнитури требало да постават основа која што ќе потврдела дека без владење на правото нема економија, дека без пазарните услови не можеме да се приклучиме на Европската Унија, дека без ригорозни внатрешни корективи, реконструкции и менување на моделите и воведување нови алатки кои што се потребни за развој на бизнисот и за демократијата во една држава, не може да се оди напред и така натаму. Регионалниот пристап, имањето стратешки партнери и така натаму, све се тоа работи што не се тогаш повлекле како што треба. Во втората фаза се покривало тоа со одредена пара, значи што значи од буџетот повеќе трошење него создавање. И третата фаза, сега мислам, Господ да дојде да се симне, нешто не може да исправи, него треба да се зборуваме во фази низ кои тоа може да се направи. Добро. Денеска, ако некој ти рече дека можам ова состојба да ја разрешам, јас ќе го направам будала, одма. Добро. Сега, окей, а влегуваме во фаза која вие сте поголем песимист од мене, јас сум познат по тоа што сум песимист, али сепак не се предавам и верувам дека може нешто да се направи. Еве, доаѓаме пред избори, вие сте на челото на најголемата комора во Македонија со 15.000 членки кои што членуваат огромните компании, најголемите компании, но и голем дел средни и мали компании. Рековте дека ни Господ не може да не оправи, но ајде, сепак дали може нешто да се направи, тоа што сме го пропуштиле во 90-тите години и после тоа што сме се обидувале да го закрпиме во 2000 година наваму, дали може сега нешто да се направи? Што треба да направим? Не реков дека не може да се исправи, реков дека мора од сега да се употребува вокабулар и речник што ќе зборува дека ќе се исправа во фази. И тоа ќе биде долг процес. Кои се тие фази? Затоа што е заглавена работата до тој степен да не може да се реши со волшебно стапче. Нити со не знам каква интервенција. Како да речеме, кој ќе имаш 1320 институции начукано, сега не можеш да ги решиш во еден ден. 1320, повторува. Една држава која нема 1.400.000 луѓе. Има администрација ево 150-170. Чак и не знаеме точно колку. Има член 218 во Законот за извршување
со кој што не дозволува приватните субјекти да се ги извршат своите плаќања, затоа што тамо во општините, одредувајќи нужен минимум, субјектите кои што се на терен, градоначалниците и председателите на судовите, минимумот го прават максимумот минимум и ги изиграваат законите и не може да се изврши плаќањето. Имаме корупција на највисоко ниво, имаме недозволиви действија во бизнисот на релација јавен и приватен сектор, во кој што јавниот сектор наместо да биде регулатор на односите, тој ги пика рацете во джебот на фирмите. И тоа сме го констатирале многу пати. Тие се тешки бремиња што не можат да се решат сега за еден мандат. Сега нас ни треба обединителска функција кон неколку приоритети зад кои што ќе застанат за таа платформа сите субјекти. Еве, која е таа платформа? Ние што имаме сега? Ние што имаме? Освен соопштенијата и повиците мои на некаков разумен пристав во целата работа, нити факултет се јавува, нити академија, нити универзитети, нити јавности, ништо. Имаме некои бесплодни дебати, имаме кои што повеќе личат на политички пресметки. Ние немаме платформа која што сега една власт која што може да се оттргне од нормалното функционирање ќе речи чекај, полека, кај одиш? Кај водиш земјата? Тоа сегде постои. Тоа е коректив на власта се вика. Зошто државата ги плаќа тие? Не знам колку универзитети. Не знам колку за да кажат критичко мислење. Кај се тие да кажат? Бранко Азевски ги собира да ги мотивира. Па не е нас тоа улогата. Нас не улогата тие да направат кадар за нас. И ние успеавме во тоа со подршка на други, на германците. Да, добро, фирмите инвестираа во кадар. Значи, со дуалното образование, се сеќам пред 6-7 години, кога се почна срамежливо со тоа дуално образование, сега дава резултати и тоа е многу интересно. За жал, тоа и многу ретко во јавноста се споменува дека тие деца... речите сега 5 пати ме влечите за јазик, кажете што е, кажете што не, Ево ќе кажам, јас да ме стани во 2 задот да полдот човек, јас ќе кажам. Нема гасификација, брат. Влезот на нашиот газ заради малата количина на користеност е 4 пати поскап. Како бе ова економија да просперира? То чива работа е? На приватниот сектор? На комората? На субјектите? Што помогна државата во енергетската криза? Со буџетски пари му помогна на малите компании. Што беа виновни компаниите големи во Македонија да плаќаат цена на струја 1000 пати поскапа? Со шо виновни? Тие беа виновни за криминалите во Рек Битола? Кој е виновен за тоа? Компаниите. Стопанската комора. Па се знае кај е одговорност. И сега што да кажа? Немаме владење на правото. Апсолутно, се согласувам со вас, за тоа зборуваме. Но што е во моментот? Што треба политичките партии, политичарите да направат? Ајде, што? Ајде. Значи, јас сум обавил илјадници разговори со умни и паметни луѓе, затоа што таков ресурс на кадрови има само комората. Не зборувам за апаратот на комората, за стручната служба. Зборувам за луѓето кои што се вработени во фирмите членки на Стопанската комора. Таков ресурс на кадрови нема во државата никој. Значи, таму има илјадници доктори на наука, магистри, инженери, така научници, развојни центри што водат луѓе и така натаму. Кој ги праша? Ево јас ги прашувам, што е почетната точка? Со сите сум разговарал. Почетната точка е реформа на образовниот систем. Ама реформата на образовниот систем кај нас ќе трае 10 години до 15 за да ти добиеш првичен резултат. Тоа е. Тоа не ќе можеме да го преживееме. Значи мора да бараме нешто друго.
Шорткат, кратко патче. Така, од кое што ќе тргнеме за да можеме да направиме нешто повеќе. По мене, состојбите во правосудството се најтешки. И не знам дали ќе може да ги решиме сами. Мислам дека ќе треба да побараме помош и поддршка од партнерите од Европската Унија и од САД. Да почне таму работата да се малце мене. Зашто ти имаш состојба во која што еден судија, за кој што е констатирано каква е состојбата во правосудството, определува суди за милионски суми што можат да упропастат или дигнат фирми. Така е. Она од што го почнавме овој разговор. Значи, таму има повеќе бизнис него било каде. Ама ние не го гледаме така. Има и трета точка. Трета точка е да утврдиме неколку приоритети кои што можат ова држава да ја застанат на нозе, за да бидеме равноправни, да се не осеќаме понижени во меѓународната заедница. Тоа може да се направи со еден цврст договор и една платформа, дека во наредните толку и толку години ќе се тргни кон тие цели и ќе бидеме обединени кон тоа и сите други работи ќе се стават по страна. Тоа е она што е напишано во нашата декларација по повод 100 годишнината. Значи, ние не сакаме апсолутно да влијаеме на политичкиот дел во државата. Апсолутно. Нити сме заинтересирани. Ама сакаме он да биде во рамките на своите овластувања. Ако биде во рамките на своите овластувања и ни препушти ние да работиме тоа што треба да го работиме, ние гарантираме во документот сега што го нудиме за подпис, дека ќе испорачаме толку и толку работни места и толку инвестиции. Што барате точно? Еве и што ќе испорачате? Што барате за да испорачате работни места и раст? Значи, ние бараме државата да не ни определува кој ден ќе ни биде неработен, затоа што милион пати сум кажал и повторувам, нема таков што може да ги нацрта тие работи и да ги удоволи сите бизнеси. Не, ќе ја постави рамката, а внатре во тоа приватните субјекти ќе работат за да остварат и ќе водат надпора поголем профит. И нормално ќе го плаќаат данокот. Втора работа, што треба? Нема да ми утврдува он минимална плата. Нема он да ми утврдува цени. Нема он да ми утврдува не знам што. Нема он што да ми регулира извршувањето со промена на законот за облигациони односи. Нема што солидарен данок да земи за да дај. Он ќе имат силна социјална позиција во буџетот и од таму ќе си надокнади тоа што сака према граѓаните, а према бизнисот ќе се постави како регулатор. Што би било ние сега ако имаме државата како ортак? Во секој момент ние сакаме да ми ортак државата, не сакаме. Се доаѓаме до едно прашање. Да, еве ќе го олабави бизнисот, но еве завршија мерките со замрзнување на цените, одма букна отидоа нагоре. Значи не се чекаше, одма отидоа, а на светските берзи паѓа цените на прехранбените производи, кај нас поскапаја после замрзнување. А нека го реши со интервенција на стоковите резерви. Нека допушти либерализација. Тоа е веќе другото. Така. Па нека ги направат тие. Ова е директно мешање. Ова фирмите го сваќаат, како да ти кажам, како да државата им доаѓа од зад и во джебот им ја пика раката. Тоа е чувство. Така. Да, за либерализација сите велат и значи што е за бизнисот? Социјалдемократско определение исто потребно? Така. За бизнисот е потребна предвидливост и регулирани односи. А внатре во тоа ти мораш да умриш и да платиш данок. А другото е твое како ќе го правиш. Ако имаш криминални действија, си имат органи државата ќе се регулира тие работи. Значи, ние бараме секој да се врати на своите позиции, определени врз база на искуствата на овој систем во кој што живееме, а кој што има 1000 годишна традиција. Значи, државата тамо, бизнисот тамо,
граѓаните на трета страна и сите како го викаш поврзани среќно да се живеат. Да нема мешање. Не можеш ти мене да ми кажеш кога ќе работам, што ќе правам, колку плата ќе дам. Ќе затворам фирмата. И што ќе ми направиш? И сега доаѓаме до прашањето дали воопшто има слух за овие прашања. Ќе речат не, така нема да добијам гласачи, на крајот од денот политичката партија излегува тука на е гласачи. клучниот проблем. Они добиваат Има гласови во слух и повеќе од колку што треба. Нема имплементација. Што значи тоа? Импотенција. Импотенти се тоа што ќе го договорат да го реализираат. Ништо не испорачуваат ВВС, например. Испорачуваат многу. Тамо кај што не треба. Добро, ние ако седнеме и се договориме, ќе испорачаме. Ако не испорачаме, фала многу. Емево нема нека да го се завршат автопатот во види. Така? Нема да го Ама завршат. ево, така? Нема да го завршат. Емево нека го решат рек. Нема да го решат, бидејќи Така е. 36 милиона еври че. Емево нека направат Вардарска долина. Вардарска долина, Да. тоа е стар проект 50 години, Југославија не можеше да го направи. Нема Па, врска. Тој е врзан за Солунското пристаниште. Нас не треба решение на Солунското пристаниште. 95% од контейнерскиот превоз оди таму. Нема алтернатива Солунското пристаниште, кој што сака нека кажу. Ние тоа треба да го решиме. Како имало 50 годишна концесија за користење на тоа во време на кралеви, на не знам таму недемократски режими. Денеска нема. Како нема иницијатива тие 10-15 земји во светот што немаат море да добијат издес тако? Како нема? Тоа ќе бараме од местна заедница да ни покренува Јас иницијативи. се сеќавам еднаш не носеше Или една државите. компанија во Солунското пристаниште и број 6 мислам печатот што го имаше беше на нашата компанија. 2 неупотребливи и беше уште 4-5 печата што има македонска компанија, да не ја споменувам сега. Тоа е шпедиција, значи една од најголемите во Македонија беше на времето шпедитерска куќа. Имаше во Солун свој печат кој што можеше да врши царинење, кој што имаше сите ги знаеа луѓето едноставно сега. Значи не знам да до каде. бидеме кратки и јасни. Не дека немаме соработка со владите. Не дека они не слушаат, не дека не разбираат. Јас мислам ни една комора досега немала таков авторитет како нашата комора. На полноќ да се јавам ќе ме примат. Нема имплементација. Имплементација нема заради тоа што нема алатки и механизми да се отстрани и да се спречи процесот кој што оневозможува брзо реагирање, која што е одлика и карактеристика на бизнисот, а не на државата. Така, Добро, ако државата се сврти према стратешките прашања, према стратешките прашања, она ќе има позиција не на брзо, на стабилно решавање, ќе размисли, ќе провери све и така натаму. Ма се државата сака да ги работи работите од бизнисот. И таму треба брзина, тие немаат брзина. И кракираат. Чива работа е таа? Ето, бараме ние капиталните инвестиции да има некој совет или некој советодавно тело без кое не ќе можат да се пренаменуваат секоја година. Така? Така, тоа сум Ево пишувал на тоа конкретно си милиарда. пишувал на тоа. Многу, за капиталните Ето мислам, тоа го читав веќе. твојот статус единствен, се осмели да кажеш дека Стопанската комора во процесот на дуално образование со подршка на германската влада и така натаму успеа да сите ги пренасочи училишта кон тој принцип Да, на од работа. 30-40 колку сега стигна Сега дигнавме до 1000. до 1000. Така? Мислам, тоа и се им се плаќа на Ама ти учениците кажува и никој не те слуша за тоа. Никој. И зашто би А слушале? тоа е она што ќе даде резултат за наредни 10 години. Меѓутоа ние не сакаме ордени. Ние сакаме пари. Прераспределба на парите. Не може буџет да се има, што не може да се попуни. Да видиме колку се пари што ни влегуваат, колку се што ни излегуваат. Колку се Ние така работиме. 5 милиарди влегуваат, излегуваат 5,5 милиарди, 500 Е ги како фала. се секоја. Така, Секојаш секоја година ни и фала по плюс 500 тоа милиони. пренамени вамо, пренамени таму. Така е. Капитални инвестиции 700 милиона, ама Да. ќе испаднат 550 и 200 милиона ќе отидат за Дали нешто има или 150. решенија? Не треба јас да ги измислам решенија. Комората не е институција за да измислува политички и економски решенија.
Тоа треба владата да си го прави. Ама не си одговара, она се бори за Има гласови. за све решение. Ма она не е важно гласови. А вака ако и дозволи на комората барањата на пример да остане ваков начин на извршување, да има извршување кај што ќе може да се знае ред поредок при извршувањето, па да се што рековте дека може и другите работи неработен ден недела одговара на работниците, ми одговара и мене или да бидам платен за тоа дупла дневница или да не работам. Тоа поминува кај граѓаните, така излегуваат на избори, така се добиваат избори. Целта на политичката партија е да победи на изборите. Целта на бизнисот е пари да направи. Но политичарите викаат ако сакате бујдем излезете на гласање вие како стопанственици па да видиме како ќе поминете. Ама види сега, нема фирма без работници. Зашо јас сега сакам да објаснам на јавноста, јавноста не е должна да знае тој е сложен систем коморскиот, меѓутоа што е комората? Комората не е представник на работодавачите. Комората е представник на фирмите, а во фирмите има и работници и работодавачи. Значи ние немаме конфликтен однос со работниците. Ние ги браниме фирмите. Така да преживеат и да живеат и да заработат. И подобро да работат и да напредуваат. Така. И тогаш ти се јавуваш во, значи, нивни представник во преговорите со владата. Али како фирма, не како поединци. Поединецот може и да сгреши, поединецот може и да направи тоа што не треба да се направи, или фирмата не смее да страда, фирмата вработува. Ние мислиме американскиот претседател ги добива изборите затоа што не знам, односите со Северна Кореја му биле вакви или такви, не бе луѓе. Мерливо е колку кога дошол имало инвестиции вработени, колку кога викаш кога си отишол и чао. Така, и инфлација и работни места. Американската економија се мери колку работни, односно невработеност и колку работни места има. Германската економија е колку нови фирми се отварат наспроти. Зошо на фактурава наша да не стои или на документов наш на меморандумов да не стои состојбата биланс на компанијата. Да знам јас со кого имам работа. Така? Затоа што таа компанија со која што јас работам имам деловен однос, исклучуван договор. Има толку и толку капитал, има толку и толку долгови, има толку и толку вработен. Зошто се знае колку имаат приходи и профити, а не се знае долгови. А? Зошто? Кажете ми. Така? Бидејќи Зошто ме бачиш јас да откривам и така да те да платам. Така? Затоа што вие сте гостини, вие треба да дадете одговори, а ја да прашам. Така. Затоа. Значи, добро, ја имам теории за тоа, но јас сум тука домаќин на тоа и не е битно јас што мислам, битно е вие што имате да кажете и затоа сте викнати, а имате што да кажете ова со импотенцијата на политичарите дека многу сакаат да слушнат и се волни за соработка, ама не можат да го имплементираат. Спомнавте дека тоа имате барање, ги набројавте неколкуте барања, да бидат регулатори, но еве пак ќе се вратам малце на изборите, влегуваме во изборно, сега сите ќе бегаат од јавноста, сите ќе викаат чеки да поминат изборите, па ќе кажеме што да мислиме, што е типично македонска работа, треба пред избори да се каже, па да граѓаните да знаат кои се опциите. Ме интересира дали со политичките партии веќе контактиравте и да зборувате за вашите ставови за унапредување на бизнисот. Што вас вие горливите проблеми ги набројавте дел од нив, да седнете и да речете луѓе, ова се нашите црвени линии или без ова не можеме да функционираме како фирми. Вие сте реков комора кај што огромен број големи фирми, но и мали стојат. Седнавте и да разговарате со нив или не? Значи, разговорите ќе бидат меѓу 15 и 31 март. Ние сме спремни секогаш, али сега со поинаков метод. Тоа значи дека ние имаме јасно прецизиран документ, ќе бараме да биде потпишан од тие представници со кои што ќе разговараме и ќе бараме да биде прецизен и јасен само со неколку приоритети. Може ли да ги слушнеме сега? Точно. Значи, кој е тој документ, што содржи, што ќе содржи? Барања од владата. Барање за мерки кон приватниот сектор, примена исклучиво на пазарни мерки во водењето на економските политики. Мораториум за зголемување на даночните
оптоварување и оптеретување по основ на царини, акцизи и социјални придонеси заклучно со 31.12.25. Плаќање финансиски обврски на државниот сектор кон приватниот сектор по целост и со стриктно запазување на законските рокови, зголемување на износот на финансиската поддршка за инвестициите, стриктна примена на новата стратегија за поддршка на изводот, редефинирање на парафискалните давачки. Враќање на една нова мерка од 2006 година. Таа се викаше регулаторна гилотиња. Умеѓувреме се намножи. Барање на функционирање на самиот јавен сектор. Мораториум за нови вработувања во јавната администрација, вклучително и во јавни предпријатија. Ова се однесува на вработувањето во редовен работен однос од вработување преку агенции и во агенции преку агенции за вработување. Разгледување на модалитетите за воведување на годишен плафон за износ наменет за исплата на плати и придонеси. Интензивирање на процесот на дигитализација на услугите на јавниот сектор, издавање на документи на и така падарини, сведување и задржување буџетскиот дефицит на државниот буџет ниво до 3% од бруто домашниот производ, намалување на трошоците за репрезентација службени патувања за 50%, за користење на сопствено возило за пратениците. Што нуди бизнисот? Максимални напори за задржување на постојните, отварање на нови работни места и нови инвестиции. И ќе го подпишат. Ќе го подпишат, ќе речат ние сме добри со стопанската комора, ние сме добри со бизнисот и после тоа ќе дојдат на власт или ќе останат на власт. И сега што правиме од ова? Јас овие барања се познати, присутни се во јавноста, вие сте ги ставиле на хартија и до тешко дека ова ќе го направат. Тешко. Тешко. Па го слушаме веќе 3 децении веќе. Така е. Мислам дека нема да има простор тоа да го прават веќе. Зошто сега? Баш ме интересира како Затоа што ако продолжат вака ќе дојде до валутен борд. Па добро, сега имаме и ние валутен борд што го воведоа кај што ќе кажуваат некои професори што да прави министерот за финансии. Фискален совет, добро. Валутен борд е ММФ кој што Ма не е далеку сме од тоа. Далеку сме од тоа. Ама ако продолжиме вака ќе дојде. Добро, ќе замачкаат лево десно, пак нема бизнисот ништо да добие. Ќе стегнат фискалната се извинувам, ќе стегнат фискалната политика, ММФ и Светска банка ќе речат тоа добро се супер сте, ама вие ништо нема да добиете како бизнис во целата работа. Ние одма ќе одиме преку граница. Па буџетот наместо 5 милиарди ќе им изнесува 2. Ево сите се членки на Европска унија околу. Ќе се одиме таму што. Не иде тоа така лесно. Како не иде десно? Па до сега можеше да се направи, па не се направи. Па и се прави, па пола Грција беше дојдена по Битола и по Гевгенија. Не беше дојдена? Немаше регистрирано фирми 2008-2009? Имаше, да, беше, така? Да. Си исто ќе биде. Бизнисот е како живата. Си шета и кај што има простор ќе оди. Работата на влада е да ја собери живата на едно место во границите на државата и да направи просперитет. Во топломер да ја стават. Така, да ја стават во топломер. И температурата биде 36,5. Така е, да не оди погоре, ама ни подолу. Така, да. Супер пример. Така. Значи да не дозволи да се разгради. Да. Зашо после не можеш да собереш, се сеќаваш. Кој ќе топломер кој ќе се скрши, јас би се скршил неколку пати, па тоа лета ни цела куќа водиш да собереш, за да не е тоа било драматично кој ќе се така да јас мислам. Ти рече на почетокот песимист. Јас не сум ни песимист ни оптимист, јас сум реалист. Цел живот. Јас знам една работа што рече председателот Митеран. 50 години се потребни за да се докажеш дека можеш да бидеш држава. И имам уште малку од тоа, уште 17 години. И треба да трчаме сега. Имаме искуства, имаме луѓе, ако заеме создадена структура и така натаму. Дали да вистина имаме луѓе? Зашо во бизнисот?
Па да, има вака. Ја не зборувам за раководството, имаме добри бизнисмени, ги гледам, се појавуваат веќе и втората генерација и расте. Полека, да. Значи има се и ги надминува првата генерација, значи своите родители најчесто. Така е. Веќе се издигнува со еден модерен бизнис концепт кој што работат и многу е интересно да се следи тоа трансформација на некои фирми од таткото што ги создал, како некои деца растат и повеќе од својот родител, но зборуваме сега внатре од фирмите. Едно е главниот собственикот или главниот доминантниот акционер, но што правиме со оној вториот ешалон, третиот ешалон? Има ли на вистина во фирмите квалитетни луѓе кои што ќе може целиот процес да го истуркаат? Не е само главата да е добра, треба да биде и вратот и телото за да може да истурка еден цел процес. Мојата оценка била секогаш јасна дека бар во овој период кој јас раководам комората, каде што се најголем дел од тие членки, Македонија има језгро на такви фирми, меѓу 300 и 500 компании кои што утре да ги ставиш на било каков најпребирлив пазар, они ќе успеат. И зашто сега дојдеме до едно прашање, зборувавме овде за трговија за акциите, односно за берзата и тргување со акциите. Само до 10 акции, 7-8 акции се тргуваат на македонската берза и тоа на најздравите компании и тие акции се сериозни. Сега тука се банките, тука се неколку компании. Зошто овие 300 до 500 компании што се здрави, зошто не емитуваат акции за да дојдат до капитал и да се шират малце побрзо, туку се подпираат на кредити од банки, значи едноставно не го прошират тој дел во своето работење. Зошто се стегнати малку? Еве, вие сте од прва рака, можете да ни дадете одговор. Го делите ли овоа мислење? Ти рече на почетокот дека долги години сум председател на Стопанската комора. Јас сум во исто време и председател на Асоциацијата на Балканските комори. Сум подпредседател на управниот одбор на Коморскиот инвестиционен форум. Сега сум и во други органи, во Европската унија и во меѓународните бизнис организации. Слоганот на сите нив е еден регион, една економија. Тоа значи дека сите порачуваат мали сме за било шо бе, брат. Мали сме. Да, добро, мали сме и како пазар. Дај да направиме нешто на планот на регионализација, конкретно. Ние мораме да добиеме поголем пазар. Со овој пазар не можеме раз да постигнеме таков како што зборуваше на почеток. Ми остана едно прашање неодговорено, мора да се навратиме на тоа. Рековте дека барате од политичките партии кои што претендираат да дојдат на власт, да потпишат документ и да ги исполнат тие барања што ги имате. Но што вие ќе испорачате? Што се вашите обврски? Сега треба Да, кажав јас за тоа. Не, ама точно, да раст што ќе Па да испорачате. видам што ќе потпишат, тогаш ќе кажам што ќе испорачам. Добро, на пример, просекот на раст е 1,9. Има ли За шанса? 1,9, 1,9 раст. И на инвестициите, и на... До 4 би стигнало? Би испорачале ли? Ние сме спремни во наредните 3 години да испорачаме од 4 до 7%. Ако е државата спремна да ни овозможи инфраструктура и логистика за таа работа. 4 до 7% раст на БДП. На БДП 3 години поред за да се осети раст и кај граѓанството и кај фирмите. И тоа го бараме од 2010. Рековте логистика и инфраструктурни проекти. Ајде, што ви треба логистика, што ви требаат инфраструктурни проекти? На пример, 2010 година, ние кога имавме такво плано за економски раст, прв пат кога излезе комората со еден таков документ, на пример, не можеше да се обезбеди струја за таков раст. Денеска, да речеме, енергетската криза поправи состојбата во тој поглед. Имаме зголемено производство и така натаму. Ама утре имаме пречки во добивањето на дозволи за нови инвестициони активности. Така, тоа исто го имаме како мерка тука. Имаме проблем со работната сила. Увезуваме работна сила веќе. Ево преструктурирање на работната сила, дуалното образование. Ево стимулација на извозот. Ево осигурување на извозот. Ево државните банки за поддршка на развој. Значи, тоа зависи од
комплетна една инфраструктура која што али не може прашање над прашањето да бидат недела да било неработен ден. Така, како стратешка работа. Не може, гледат, имаме многу крупни. Ако овие си ги решава владата, а ние се посветиме на бизнисот, јас ви гарантирам дека ќе има напредок државата 100%. Значи ти решавај си, па полека, па испитај, па побарај подршка. А ние брзаме. Тоа е конкуренција. Ние не можеме заедно да одиме. И ние ќе си работиме својата работа, негде ќе губиме, негде ќе добиваме и така натаму, ќе си плаќаме даноците, доколку државата ни обезбеди тоа што го бараме, ќе испорачаме и поголем раст, и поголем број инвестиции, поголем број вработени и така натаму, и све ќе си биде како што треба. Така, ако испорачате раст од 4%, тоа се 200 милиона екстра секоја година дополнително на буџетот, например. Ако расте сега 5 милиарди е буџетот, по 200 милиона наредните години може да се зголемува без проблеми. Тоа се дополнителни 200 милиона што може да одат во социјални трансфери или за образование или за други. Па зашо една фирма од типот на нашите членки, да не ги именувам, многу се такви, која што има нон-стоп инвестициона активност од 2, 4, 6, 10 милиони евра. Што е проблем да го зголеми да одуплира тоа? Ако има логистика, ако има подршка и све. Не е никаков проблем. Тоа е истиот принцип. И во General Motors тој раководи со тројца горе во врвот, во надзорниот одбор. Една фирма од 20 луѓе исто со тројца. Ама не е исто. Овој прави милиарди, овој прави како вика стотици. Спомнавте регионалното поврзување. Одамна ве следам околу регионалното поврзување, голем заговорник сте на регионалното поврзување. Мислам дека за регионалното поврзување предпоследниот премиер, тоа е Зоран Заев, имаше најголемо разбирање, ако не се лажам јас, од сите околу тоа што испорача нема да коментираме, но некако како регионално, бидејќи веројатно бидејќи има приватен бизнис, па му одговараше регионалното поврзување, поголем пазар за неговите производи, односно производите на фирмите од неговото семејство, но сега како да се како некако во втор план да паѓа тоа регионално поврзување. Како да стигнеме до регионално поврзување, за да имаме поголем пазар како мала економија и мал број на жители, 1.800.000, никој не го есапи како пазар. Многу просто. Ќе премениме принципот на функционирање и формирање на Вишеградската група. На 4 држави кои што дојдат до вистинското решение благодарение на тоа што тоа беше изворна иницијатива нивна и потреба врз база на бројки. Тие бројки покажуваат дека ако почнат интензивно меѓусебно да тргуваат, дека ќе имат поголем профит, поголем обрт и така натаму. Ние сме набројале во бизнисот на регионален план 74 иницијативи кои што дошле од надвор за зголемување на нашата регионална поврзаност. И ни една не успеала. Првата што ќе употребиме да дојде од оздола како кохерентна и изворна иницијатива, таа ќе даде резултат. Затоа што менталитетот, структурата на тие држави не е иста во Вишеградската група и кај нас на Балкан и на трета локација. Проблемот кај нас е комплексот. Ние и ден денес се плашиме да не се возобнови, да не воскресне Југославија. И затоа ние кој ќе речеме регионално, ние мислиме на државите на поранешна Југославија. Тоа не е така. Да, ова отворен Балкан, колку и да имаме различни ставови, не е лоша иницијатива Србија и Албанија. Ама секоја иницијатива е добра да се реализира. Значи, по едно парче од мозаикот ќе се склапа. Јас имам директно учество на Копалник бизнес форумот во инициирањето на таква идеја као отворен Балкан. Ама јас ја замислувам поинаку. Како? Например, многу просто и едноставно, да Македонија добие на обалата албанска 10-15 екстра добри
хотелски локации, нашите бизнисмени инвестираат таму и да добија можност да изгради своји маркети во Србија. И робата македонска да го дуплира или триплира со додадена вредност своето производство, затоа што ќе го продава тамо на туристот, а вамо ќе го продава во маркетите. Така, и обратно, давајте му концесија на тие. Зашо да му дам на србите концесија или на албанците, а да не добијам јас? Шо сме? Монета за подкусурување? Значи, јас би барал отворено покрај ова, што сега да речеме се профилира Отворен Балкан, као, знаеш, решение за работната сила, за мобилноста на работната сила. Него, ние едноставно комуницираме и можеме да иницираме вакви. Јас сум иницирал вакви на состанци со премиери, со председатели. И што одговара на ваквите идеи? Тоа е ваша работа, направите ја, ние не правиме проблем. Добро. Сега кој ќе одиш тамо на конкретното, и наместо инвестицијава да ја направи за 6 месеци, ќе ја гради 6 години. Значи, бирократски процедури не се олеснуваат, едноставно секој се стои во својата Затворено во своето и чека во заседа нешто да искористи да ушиѓа. онак. Дури не шибица видимо ова. на Па сит. кај биле нашите пред 100 години? Да те прашам. На печалба? Ово Нели ви- соседство. Викаа Влашко. Така е. Влашко каде? Романија. Романија има 23 милиони. Пазар. Да, и една од подобрите економии. Има за раз- море. Има. Има најголема река пловна. Да. Има житница најголема. За житница не сум сигурен, али за ова доста. Има извори на нафта. Да, Така? плоешти. Што не води напред? Она треба да биде генераторот, моторот на Балкан. Па не е лошо, она стои се добро, си стои постабилно од Бугарија, например. И IT секторот е таму развиен. Си оди малце корупцијата не и направи проблеми на трешното, али она не е... Она од... Ама не моторот на развој на Балканот. Ние треба еден да имаме мотор што ќе повлече напред, Па зашто не секогаш била надвор... во композицијата Така, има секогаш локомотива. била надвор од Балканот. не треба да е. Треба да е и она и ние да го форсираме, затоа што тоа голем пазар и така натаму. Ја знам што значи кој ќе оди фирма во Романија, така ќе направиш еден влез, а добиваш 23 милиони. А истиот напор треба да направиш за Црнагора, ќе добиеш пазар од 400.000. Да, Така е. така, Тоа е бизнис. така е. Така е. Така да мислам дека полека сите се наоружуваме и со аргументи и со ова, не може да биде нити бизнесот, нити политиката манипулирана. И она има кадрови кои што се изградени, кои што имаат искуство. Сега е време она што го викаме ние во декларацијата. Дајте да кажеме кои се 3-4 клучни приоритети, овие што ги зборувам, и сите да се обединиме околу нив. А ван тоа, чукајте си што сакате. Мислите ли дека може да се обединат и да седнат Зашо не може? Па гледаме како комуницираат на еден начин кој што не сакаат очи да се видат. Јас ако за вас зборувам дека сте криминалец, а вие за мене зборувате дека сум будала, едноставно нема да можеме да седнеме и да се договориме за ништо. Но ако имам различно мислење за бизнисот или за погледите на светот од вас, но имаме должно почитување и респект како личности, ќе може да се договориме за нешто. Во политиката зашо не не? постои тоа. Зашо другите можат, а ние не? Затоа што гледаме колку се на носе чекаат, бидејќи секој И се што ние затворени сме во себе. најлошите? Не, ние сме премали и партиите се затворени веројатно сами во себе си, имаат бизнис интереси, бизнисмени околу нив кои што чекаат само да можат да функционираат ако дојдат Не бе, нивните сите на го власт и знаеме тоа е тоа. проблемот, сите го знаеме проблемот. Тоа е проблемот, ама не Има може. модел, таму се решава одма так, по број на пратеници, директно од буџетот, све друго е забрането. И одма ќе се реши. Да, ама Има ли политичка волја за тоа? нема. Нема. Така? Како Па ви... треба да решиме, ево, ние видиме, значи не е наш проблемот, ваше проблемот, решете го. Така нас вие не треба да смета. извршите. Вие Така. треба да извршите притисок. Па вршиме ние по сите основи. Ето, чак не обвинуваат дека нели сме правеле, ова сме правеле, да сме Да, добро, тоа. смешни работи, опитни центри, не знам што сме правеле, ами бизнисот е бизнис какви. Така да, мислам дека не успеавме да направиме тоа што треба, али не
практично ние промашивме работата, сепак поставена една структура и основа која што државата ќе движи кон тоа подобро решение. Ајде, ова е некако оптимистички. Сега не сувате, но муабетов не ми беше најоптимистички. Кој би може... ние сме имаме стратешки партнери, Германија ни е клучен партнер, извозот завршува таму, а регионален стратешки партнер нас ни е Србија. Значи тоа се гледа по трговската размена, значи со милиарда ни е. Милиарда, Германија, само Германија имаме поголема стратешка трговска размена, освен после Србија доаѓа на второ место. Со кого да се приклучиме како мало вагонче и кој да биде локомотивата кој што треба да го користиме тој регионален пристап. Кон кого да се приврземе, а да не настрадаме онака бидејќи сме премали. Па да одиме до Љубљана и да ги прашаме словенците. Они се исто мала земја како нас. Да, со огромен, со дупло поголем БДП така, од нека ги прашаат ними. А не морат ни додат таму, јас можам да им кажам. И што треба? Тоа што јас поминав во таа држава многу години и со многу луѓе и знам како се одвијаше целиот процес. Што решија? Кој е тој успех? Кој е патот до успехот? Па, например, Словенија со распаѓањето на Југославија немаше 1 километар автопат. И отиде во Брисел и праша до вдезот треба да направите автопатиште. Како да направиме автопатиште? Така како крст, трак. И направа луѓето. И можат да стигнат до секоја точка за сат време. Во Љубљана Така. доаѓаат од Марибор на работата и паркираат назад од Љубљана, имаат за 1 евро дневна тикет за возење со јавен превоз, одат до работа и после со тој тикет се враќаат до паркираната кола и одат Марибор или не е битно во поселата во надвор од Љубљана кај што живеат. Не живеат во Љубљана луѓето, а работат во Љубљана. Тоа е Љубљана нема зголемување на жителите 30 години. така. Така. Значи треба да видиме, има инфраструктура во селата, луѓето не се иселуваат. Кај да одиш ево навечер да прашате со кола, до секаде асфалтирано, до последната куќа електрифицирано, осветлено, направено, искосено, стануваат во 6, како во социјализмот, работат до 3, па одат дома, па работат друга работа, па издегуваат само во сабота и петок, па и тие имаат млади, па и тие како викаш го планираат вака времето и одат напред. Нас ќе не убие чаламот. Јас знам, јас ќе ви кажам. Јас вака, јас така. И кај нив нема да видиш на улица Порше Каен и зад него Југо. Кај нив има средна класа на колијава, сите чисти, безбедно среден. Така? А кај нас излези напред Ферарито, назад Југото. Ма не, ние и во центар можеме и запрежна кола се уште да одиме. Или ни скопскиве населби се уште ги има, не викам дека не е така. Инфраструктура, рековте, крст во Словенија направено, Македонија интересно е која гледаме веќе во соседите направија обрач околу нас со автопатишта, а ние уште ја имаме само север-југ трансферзалата која што постои, ја немаме исток-запад. Верувате ли дека првен дали на бизнисот му е потребна автопатска инфраструктура? Дали тоа е примерно, бидејќи дел од економистите со кои што сум разговарал, велат дека ништо не менува во Македонија, половина час или час побрзо или поспоро да стигнеш од една точка на друга, од една граница до друга, кога на самите гранични премини треба да чекаш со часови, а може и со денови. Така е. Ние да правиме битно неколку толку. експерименти, како што знаеме во реалниот сектор, кола една на релација Истанбул-Драч, другата преку коридорот 8, другата на релација Истанбул-Драч преку Вија Игнација патот. Огромна е разликата. Поминуваш низ 4 држави со различити правни системи. И задржувањето трае огромно. Толку. Имаш проблеми на секоја граница. Тргнуваш во Турција, она е кандидат за членка на Европската унија од 58 година. Влегуваш во Бугарија, она е членка на Европската унија. Доаѓаш во Македонија, она е кандидат за член од 2005 година. И завршуваш во Албанија, која што е
во фаза да заради прашањата наши проблематични со соседите, она истрча нешто пред нас, али е кандидат. Значи 4 различити состојби на 1000 километри. Абе мани тоа. Решавај она што ти кажува и овозможува парите со кои што располагаш. Јас јавно сум кажал дека ние немаме пруга кон Бугарија за ништо друго, него затоа што нема финансиска издржливост. Затоа што нашата пругата на релација Скопје-Бургас имаш 10% поминува низ македонска територија, 90% низ бугарска. Кој ќе ги земи профитите од транспорт? Ќе земи Бугарија. Онда треба да ја направи пругата. Онда треба да не моли за тоа. Така, второ, ти можеш да правиш како сакаш север-југ и исток-запад. Ама ако е конфигурацијата на планините и на реките север-југ, тогаш тој автопат на север-југ ќе биде 10 пати поевтин него тој што ќе оди на релација исток-запад, затоа што таму ќе има тунел-мост. Од 1000 и нешто И тоа може метра да на се го 1500. дозволи Швајцарија. Не може Македонија да го дозволи. Македонија тоа не може да го направи. Нема таква акумулација. Нема такви пари. А има ли потреба од тоа или можеме да издржиме, бизнисот може ли да издржи без исток-запад поврзувањето? Автопатско зборувам и железничко и секако останато. Па мислам ова, ако кажуваме и дека ќе му веруваме на бројките, тоа одма ќе каже дека нема достави никако. Ќе се најдат алтернативни патишта и така натаму. Бродски, вамо таму, поевтини транспорт. Кај има само кај нас има да е транспорт од бродски, односно овај железничкиот транспорт да е поскап од Да, плюс и загуба има во загуба. така. Па добро, Кај? ние сме мала држава, немаме потреба од толку Значи сегде се знае бродски транспорт, железнички па камион. Така. Најскап е камионскиот. И како кај нас обратно е тоа? Затоа што немаме количини ние за железнички транспорт. Значи, што е проблемот? Уште една се враќаме. Проблемот е да државата сите средства се ги усмери во решавање на овие крупни проблеми за нашиот бизнис, пристаништа, достапност до нив, подобро функционирање, поевтини цени, за свето и да има влијание на извозот на стоки и услуги со поконкурентна цена. Значи, времето да си го трошат за тоа, а не да му држат предавања на фирмите како они кога да работеле. Зашто работниците требало да одат в црква. Мене едно не ми е јасно, еве да ми одговорите. Железничкиот сообраќај, транспортниот железнички сообраќај кај нас не е рентабилен. Генерално не, гледаме дека имаат проблеми финансиски, бидејќи не може да наплатат. Но ако се поврземе Грција, значи од пристаништото Солунското, може и со Атинското, бидејќи има исто железница, Да. Скопје, Белград, па одиме Унгарија, одиме, можеме Виена, можеме се тоа ние да бидеме попатна станица, па од 1000 контейнери 20 или 30 да бидат за нас, но 1000 да отидат до Белград, нели ќе биде исплатливо таа железница и ќе може да функционира. Зошто тоа не ми е јасно како не може да функционира, да се најдеме во некое решение железничкиот сообраќај да функционира, поврзан со Солунското пристаниште или со Пиреа доле во Атина. Значи, Што е за проблемот? све Ја не има го разбирам. просметка. Проблемот како ќе не знаеш во парите. Секогаш. Че имаш проблем некој, а не можеш да го решиш и не знаеш од кај настанал, парите се проблем. Така и во државата. Државата е една поширока фамилија. И сега ние имаме состојба во која што треба да знаеме, јас тоа сум го видел на лице место, дека големите ги интересира трансверзалата Будимпешта-Сол, на која што ние се наоѓаме на. За среќа или за жал наша, Така. затоа што не знаеме Значи, да го што е навчиме. тоа компаративна предност наша? Тоа треба да го искористиме прво. Онај лажи што доаѓа од лукави собственици, 50 годишни, 6 годишни бизнисмени, што компаниите им се на њујоршка берза за иловица,
дека ќе правил 450 милиони годишно на површински коп. Па што правевме ние 70 години? Што правевме? И да сме имале таков капацитет. Па не сме знаеле. Па сега екологија. Па ќе оштитиме некого од нешто. Па ево, сакаше Германија да направи екологија, ги затвори централите. Нуклеарните. Па мораше цела Европа да плаќа 10 пати поскапа струја. Интересно ги вратија сега на Јаглен, да продолжи работењето на Јаглен. Да, треба да се најде компромис веројатно, но ја спомнавте трансферзалата. Тука е таа Вардарска долина, морам да се навратам. Има ли шанса, повторно некаде ја прочита во медиумите дека кинези биле сега заинтересирани за Вардарска долина, за поврзување со Дунав, значи Вардар да биде во игра? Не, тие се приказки. Тоа се приказни. Што е реално од сето? Реално е да речеме да на течението на Вардар низ нашата држава, затоа што тој проект е пропаднат во 90-ти, која беше тамо, почетокот на 90-ти година. Затоа што тој беше проект токму како што го опишавте, да врзи Морава, Дунав, не знам, ова, Егејското море и така натаму. Тука имаш држави со свој интерес. Една држава нема да дозволи да биде загрозен дотокот на вода. А ти не можеш што да гарантираш дека нема да настане при такви инвестициони. Јас зборувам за друго. Јас зборувам за наша територија проект таков, за зголемување на проводноста, за изградба на автопатско можда двојно решение, железница, значи која што ќе може да достигне 130-150 километри, ако не и 300, пошто веќе одат таму горе во Европа. Така натаму, два овие цевовода, еден имаме нели изградено веќе и така натаму, целата инфраструктура да овозможи максимално искористување на компаративната предност наша преку тоа. Во суштина, да инвестираме во Вардарска долина, не онаа стариот проект. Не што тој е? стариот проект, него да отвориме јавна работа каде што можат компаниите, македонските компании да имат секогаш ова, државата ќе мора да ќе може да им плати и на друг начин. Барате државата да инвестира во Не бараме ништо, ние бараме модус да разговараме како да има постојана отворена работа за македонските компании во услови на кризи. Значи, тоа се одржуваат јавни работи, се покренуваат за да можеш да ги пребродиш кризите. Имам чувство дека не сваќаме дека треба да имаме големи компании кои што се генератор на развојот и носители дури и на наука, значи ангажираат успешни студенти, експерти, ангажираат дипломирани архитекти, инженери, од сите типови на кадри. Ние оставаме, веруваме дека малите и средни предпријатија може да бидат носители на развојот. Насекаде во поголемите земји носители на развојот се големите компании, околу кои гравитираат малите. Дали малце ја утнавме работата околу тоа со тоа што не им дозволивме на компаниите да живеат. Еве, на пример, градежните компании. Јас можам да ви кажам дека сите политичари кои што ги познам подобро знаат ситуацијата од мен. Така им одговара. Зошто така да им одговара? Па за да останат на власт. А нема да останат на власт ако добро нешто направат? Па сега, мислам, сам кажа на почетокот на емисијава, дека тоа е суштината на обстојувањето, така? Да ти обеќаваш на народот нешто што не можеш да го исполниш и да ги поминеш изборите. Така? Така е најчесто, да им обветуваш некои мали работи, но крупните работи не ги... Значи сите договараш. сите знаат кај лежат проблемите, сите политичари, тие се интелигентни, за да стигнеш ти до тие позиции на кои што стигнале, тие треба стварно пат да поминиш. И така натаму, меѓутоа, проблемот е како сега тоа ќе биде обвиено во целофанот, да со такви принципи со кои што ќе ги рушиш точно резултатите што можат да ти донесат подобри резултати на изборите, да избалансираш, бидејќи кај нас и политиката како и све друго е црно-бела.
Кај нас нема средина, кај нас има или. Кај словенците рековме има нели автомобили средна класа и сите се исти. Кај нас има или едно или друго. А политика е баш... Кај нас многу луѓето не можат да прифатат пораз. Не можат да прифатат менување често на работите. Они мислат дека све знаат. Ти гледај какво погубно влијание остава таквото однесување на постариве генерации кај младава генерација денес. Ти со кого да разговараш од младите, он нема време ни да те сослуша. Абе, јас знам све за 3, он знае све за 3 години. Па досадно му било, па он сеја сака нешто, разбираш, предизвици нови, па научил 3 реченици за, не знам, за Швајцарија, а ти си бил 1000 пати во Швајцарија и тебе ти држи лекција. Или за новинарство тебе нема да те праша ни шо си, него ќе ти држи тебе за новинарство. Јас знам. Секогаш, така е. Така, тие работи доведоа до ова, затоа што се некој покрај стратешките државни цели има и некои партиски, лични и така натаму. Сега дојде време и ние затоа поднесовме таа декларација, дајте сега помина све тоа, дајте на база на тие искуства и знаења што ги стекнавме и кадар некаков што имаме, да овие 10 години ги посветиме на економијата. Ние тврдиме дека секој од тој има ќа, и граѓаните, и државата, и ние. Ама да ги посветиме не со зборување, да ги посветиме со дела кои што ќе бидат различни од она што го правиме досега. Значи да не бидеме импотентни, туку потентни и да ги спроведеме. Да. Тоа е тоа. Господине Азевски, тука некаде ќе биде крајот на овој подкаст. Мило ми беше што дојдовте, одамна не сме имал вака отворен разговор со човек што прилично добро ги знае работите. Би го завршил овој подкаст со тоа да им кажам на сите што не следат дека јас знам дека ништо не знам и тоа е добра основа така да се однесуваме за да можеме нешто да напредуваме. Мене ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш и се гледаме во некоја наредна прилика. И јас знам дека ништо не знам. Тоа е. Се најдовме на крајот во нешто што знаеме дека ништо не знаеме. Не сме веќе млади. Така е, не сме. Тоа, ви благодарам уште една секоја.